За утре е закажано првото рочиште за случајот диво населје против 18 обвинети за тероризам. Тие претходно во постапката се изјаснија како невини. Според обвинителниот акт во Основниот суд Скопје ќе одговараат за тероризам и за нарушување на уставниот поредок на државата. На 9 и на 10 мај минатата година во кумановската населба Диво населје вооружена група се судри со безбедносните сили при што загинаа 8 полицајци, а повеќе од 30 беа повредени. Македонија и Косово подпишаа договор за минување на границата со биометриски лични карти. Договорот го подпишаа шефовите на дипломатиите при средбата на Никола Поповски со косовскиот заменик премиер и шеф на дипломатијата Хашим Тачи во Приштина. Договорот предвидува и отворање на граничниот премин Белановце Станчич. Бензините од ноќеска на полно ќе поскапат за 0,5, а дизелот за 2 денари, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Се зголемува и цената за мазутот за 2,38 денари за килограм. Регулаторната комисија за енергетика ја утврдува новата цена на горивата врз основа на движењата на цената на суровата нафта на светскиот пазар и курсот на денарот во однос на доларот изминатите 14 дена. А на светските берзи по 2 недели раст, цените на нафтата денеска забележаа пад, бидејќи не бил постигнат напредок во разговорите на најголемите светски производители за намалување на производството на енергенсот. Минатата недела цените на нафтата исклучително осцилираа со надеж дека најголемите светски производители ќе постигнат договор за намалување на производството. На македонско-грчката граница денеска продолжи зајакнувањето на веќе постојната бариера од страна на припадниците на Арама, кои на јужната граница им помагаат на полициските безбедносни сили во справувањето со бегалската криза. Од генералштабот на Арама потврдуваат дека од денеска армиските припадници ги отпочнуваат активностите согласно добиените задачи претходно за помош на граничната полиција за зајакнување на постоечката жичана ограда со поставување уште една во близина на постоечката, а намената е посочуваат да се спречат нелегалните минувања од грчка страна. Ситуацијата со мигрантите на грчко-македонската граница е една од главните теми во грчките медиуми кои цитираат светски медиуми и разни дипломати од Европската унија за можните сценарија што се планираат за заштита на границите на унијата. Весникот Етнос пренесува дека Financial Times ја потврдил информацијата на германскиот Велт дека унијата сака да ја помести својата јужна граница од Грција во Македонија и за тоа се бара поддршка од Жан-Клод Јункер. Етнос нагласува дека британскиот весник напишал оти планот е контроверзен затоа што земјите членки на Унијата изгледа се подготвени да ја покажат нивната поддршка за Македонија, која не е членка на Европската Унија, наспроти Грција, која што е членка. И оти дипломатите од земјите во Северна Европа ја поздравили идејата да ја направат Грција де факто бегалски камп за остатокот од Унијата. Вкупно 2841 бегалеци ја минале границата и се регистрирани во изминатите 24 часа. Од почетокот на годината регистрирани се вкупно 68.025 бегалци кои добиле потврда за намера за признавање на правото на азил во Македонија. Министерот за надворешни работи на Австрија Себастијан Курц во интервју за агенцијата Тањук истакна дека Европската унија во бегалската криза не смее да ги остави сами државите од Западниот Балкан, особено Србија и Македонија. Целта на посетата е и натаму да се градат нашите одлични односи со целиот регион. Затоа, заедно со нашите партнери во секоја држава одделно, изградивме акцијски план кој ќе биде основа за соработка оваа година. Акцијските планови се амбициозни и ги покриваат сите важни теми, од поддршката во процесот на пристапување во Европската унија до мерки во областа на миграцијата. Курц вели дека на Балканот патува со јасна порака. Австрија била и останува силен партнер на сите држави во регионот и натаму ќе се залага и на ниво на Европската унија за тој дел од светот.